Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи – земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве повторно заедно во овој убав, прекрасен ноемвриски ден, кога навистина нештата веќе полека доаѓаат до својата завршница. Пардон, октомвриски ден, малце преранив со своите заклучоци. Во секој случај, овие месеци некако како сите да се згужуваат заедно и да се стуткуваат во една голема полузимска маса, полуесенска маса, но сепак нештата денеска изненадија со ведрина и ова спокојство, ова прекрасна млечна светлина која сонцето ја фрла над градот и ги осветлува сите прекрасни аспекти на овој убав балкански град кој полека се претвара во метропола. Во денешната квинтесенција ние би говореле малце за некои феномени кои се всушност многу интересни, а се работи всушност за самата трансформација на невладините организации во нешто што веќе не личи на нив, туку повеќе инклинира кон една политичка субверзија, да не кажам разузнување. Еден таков пример е токму фондацијата Сорос, која на некој начин сите ја следевме низ овие години и мислам дека може со една релевантност да се потврди тоа што всушност се случуваше и самата генеза и развиток на оваа организација во структурите на македонското општество, пред се во културата. Денеска, за жал, тешко е да се говори многу за уметноста, поточно дури да не се говори, од многу причини. Една од тие причини е страутната политизација на општеството, која дојде од многу незадоволни, фрустрирани структури кои ја представуваат опозицијата или ја симпатизираат истата. Но исто така можам да кажам дека токму овие неолибералистички структури кои имаат фантастична амбиција да ја превземат власта, лансира една неверојатна кампања при која предност му дадоа на општествениот активизам во однос на она што се вика уметничко творештво, што е поврзано со самиот уметнички медиум. Ова е еден ревайвал, едно помодарство кој се случува тука, прибидејќи го немало на времето, нели, во 60-тите и 70-тите, кога сме живееле во една тоталитаристичка состојба, кога гласноста била на високо ниво, била на многу ниско ниво, а цензурата на многу високо ниво. Исто така гледаме дека некои ликови кои се појавуваат во разни епизоди од различни општествени и културни структури дејствувале во тоа време како денунцијанти, како шпиони, како кодоши, а всушност тие се представува во почетокот на македонската независност како некакви револуционери и дисиденти. Сега гледаме посвестум дека всушност сите овие луѓе на некој начин биле фејкувани или лажни револуционери или дисиденти, а може би тоа било направено затоа што така полесно би се инфилтрирале во оние групации кои навистина представувале некаква идеја, нели, за дисидентство, за промена на режимот и биле критички настроени кон системот кој генерирал една затвореност. А на компаративни нивоа секако можело да се види дека некои општества како западните биле далеку послободни и поослободени од таа тиранија на цензурата која еве повторно после толку време откако
ова општество го искуси оној и како потребен простор на умствената и идејната слобода, некои структури кои се грижат за своите интереси, а тоа се глобални интереси, нели зборам за меѓународната, тоест делови од таа меѓународна, повторно на еден первезен и на еден морбиден начин ја воведува структурата преку сите тие квази институции што ги оформува, а чија задача е да демнат и да интервенираат при секое погрешно интерпретирање на нештата, да ја зачувуваат политичката коректност и воопшто да го затупуваат македонскиот народ до степен кога тој претворен во зомби не ќе може да реагира и не ќе може да ја спроведува својата волја. Тоа се тие механизми на новиот светски поредок кои на некој начин дејствуваат и тука, но за сето ова ќе проговориме по музичката пауза која ќе иследи во овој момент.